Јас би сакал да се осврнам на 10 области кои ги покрива граѓанската повелба, која на своевиден начин се надоврзува на напорите кои беа втемелени во Универзалната декларација за човековите права, донесена во 1948 година. Еден документ кој уште еднаш ги афирмира и им дава гласност на потребите за борба за човековите права и слободи во секој момент, на секоја точка од земјината топка. Слободата на изразувањето е иманентна на сите сфери на општественото и институционалното живење, работење и функционирање. И тоа што е многу важно да знаеме и да бидеме многу свесни и секогаш да се спротивставиме јасно, решително, недвосмислено, е дека слободата на изразувањето е просторот каде говорот на омразата, фашизмот, неонацизмот, екстремизмот, радикализмот наоѓаат свое удобно уточиште, токму користејќи ги правата и слободите обезбедени во контекст на слободата на изразувањето, во националните и во глобалните правни рамки. Тоа исто така се однесува и на слободата на информациите. Ние добро знаеме како изгледаше информацијата во Република Македонија во изминатите 11 години. Добро знаевме како банални податоци беа прогласувани за државна тајна од највисок ред. Дури и во периодот непосредно по падот на режимот на Груевски, ние видовме ситуации и една од нив можам да споделам веднаш во име на Цивил, кога на Државната изборна комисија и поставивме прашање за тоа колкави се бонусите на членовите на таа институција, да добиеме одговор. Првиот одговор што го добивме беше дека тоа се лични податоци и не се од јавен карактер. Заведнаш потоа, некоја недела потоа, тие да поднесат оставки, токму врз основа на јавниот притисок, жестокиот јавен притисок, кој уследи и токму поради тоа поднесоа оставки. Се разбира, ја искористија на подмолен начин слабоста на системот и при тоа беа наградени и со апанажа од парламентарната комисија за именувања, која ги стави под точка разно и не ги ни дискутираше нивните барања за апанажи. Понатаму, во доменот на слободата на собирање сакам една кратка анегдота да ви раскажам, да не ви зборувам за сите наши премрежија како граѓански активистки и активисти соочени со борни коли, со боева муниција и така натаму, со крајно милитаризирана полиција истурена на улиците низ целата земја. Да споделам една кратка анегдота која не е толку жестока и драматична. На барањето да направиме мал настан со инфоштанд во општина Кратово во текот на нашиот караван на слободата во 2016 година, одговорот од Дзинголенд администрацијата беше не можеме да ви дадеме дозвола за одржување на тој ваш настан на плоштадот на Кратово, затоа што половината од плоштадот е зафатен со угостителски објект, а другата половина на овој плоштад се користи за слободно движење на пешаците. И не одржавме настан. Што мислите? Одржавме настан. Се разбира дека одржавме настан, бевме подвижни, мобилни, не поставивме ништо фиксно, но бевме таму. Граѓанската повелба бара простор за ефективно учество, за вистинско учество на граѓанките и граѓаните во донесувањето на локално ниво, на национално ниво, меѓутоа и на глобално ниво,
На крајот на криштата живееме во глобален свет во кој секој може да се обиде и евентуално, ако најде на солидарност од другите своји сограѓанки и сограѓани, институции, групи, иницијативи, организации, па може би и бизнис, може да учествува на некој начин во позитивно менување на нештата, на трендовите на глобално ниво, а не само неславно, како што тоа беше групата од Велес, која имаше директен удел во нешто како што се претседателските избори во Америка. Меѓутоа, тука има и уште една стапица на која сакам да укажам од овде. А тоа е дека институциите, без оглед на тоа колку се отворени, колку имаат вистински политичка волја, дури и носат конкретни мерки за да ги отворат институциите, владини, на локално ниво и така натаму, мора да се внимава на уште една стапица која е таму, која се крие веднаш зад првото биро на кое има еден тенок, фин слој на прашина. А тоа е дека постои опасност од бирократизирање на граѓанското општество. Значи, тоа е еден обратен процес. Да, ве молиме, дојдете, учествувајте во донесувањето на одлуките, направете се што можете, ние сакаме да соработуваме со вас. Меѓутоа, поставени се такви односи, такви мерки, такви процедури, кои со најдобра волја, сепак влијаат на таков начин на граѓанското општество што не го бирократизираат. Треба да работиме на тоа, да ги отвориме институциите во потполност и да се обидеме да видиме една атмосфера во која еден јавен обвинител, додека чека да дојде неговиот шофер, читајќи од својот смарт телефон вести на civilmedia.mk или некој друг, се разбира да види некоја информација која ќе го возбуди неговиот професионален, меѓутоа и човечки сензибилитет и ќе каже јас за ова ќе покренам истрага. Сега ќе побарам истрага веднаш за ова. Не со години да дреждат случаи во нивните фиоки и дури и сега кога настапи слободата, да кажат, кој ќе се занимава сега со ова? Ќе отворам Пандорина кутија ако ова го направам. Значи, тоа е вистинското, ефективното учество. Финансиската поддршка, нема да ви ја коментирам, овде во оваа просторија се наоѓаат луѓе кои директно почувствуваа на своја кожа, било да се од граѓанскиот сектор, било да се индивидуалци, било да се од граѓански иницијативи или од бизнис, или од други профили. Почувствуваа како изгледа жестоко, брутално да се употребува апаратусот на државата, институциите како што се Управа за јавни приходи, финансиска полиција, судови, се што можете да замислите, па дури и катастар и разноразни бироа за издавање ситни и банални дозволи и лиценци да се употребуваат за жесток притисок на слободата, на правата на секој поединец и на целото општество во целина. Понатаму, ние мораме да работиме на тоа да обезбедиме атмосфера за соработка. И за тоа тука се супер потребни институциите, како на локално, така и на национално ниво. Мораме да ги искористиме буквално сите можности за кои слушнавме и од првиот говорник денеска од владата, да ги искористиме можностите за соработка меѓу себе. Да може утре некој што има добра идеја да отиде кај Ванчо, кој е софтвераш, кој е од бизнис секторот, или кај Ирена, која е во Централниот регистар, која во својот говор истакна неколку многу интересни иницијативи кои треба да се преточат во артикулирано барање до одредени институции и канализирање на потребата на сите заедници кои се во релација со таа институција, а се разбира по тој пример и во релација со сите останати институции во системот.
И на крајот на краистата мора да кажеме уште дека обврската да заштити ја има државата. Државата мора да го заштити човековото право и слободата. Државата има обврска да му обезбеди право на глас на секој граѓанин или граѓанка, да го обезбеди своето право, без оглед на тоа во каква ситуација се наоѓа тој или во каква физичка состојба се наоѓа. Мора да му обезбеди таквото право да го искористи на секое место. Секој граѓанин или граѓанка на Република Македонија, во конкретниот случај, има право да бара од државата јасно и недвосмислено да му го обезбеди правото на глас. И да не го тера државата, него или нејзе, тој да си ја заврши работата, да донесе едно чудо документи за да може да добие известно право или слобода. Туку државата да обезбеди можности таа процедура да биде брза, лесна и ефикасна. Слушнавме политичка волја на почетокот од денешната конференција дека постои, треба да ги подсетуваме и понатаму сите што се дел од тој апаратус. И имајте предвид дека ако ние останеме неми и кажеме, беше, јас гледав на видео, беше таму представникот на владата, кажа дека владата има политичка волја да го реши тоа на најдобар и најбрз можен начин и јас ќе почекам додека тие услови не се создадат. Не. Апаратот е составен од многу делови. Тој не е само на Илинденска број 2 или безброј, туку се наоѓа и во бироата, и зад шалтерите, и зад затворените врати, каде што пишува влез само за вработени и така натаму, а вработени не смеат ни да влезат ни таму, и така натаму. Значи, ние мораме секаде да внимаваме тоа да биде навистина исполнето. Зошто? Заради тоа што има многу луѓе, безбројни се тие луѓе, граѓанки и граѓани кои не знаат, не можат, се плашат, оневозможени се на различни начини да се обидат да дојдат до право, до своето право и слобода. Затоа ние имаме морална човечка обврска да бидеме солидарни со нив и да им помогнеме во секој момент може. И на крајот, јавната одговорност, се разбира овозможувачката средина е исто така обврска на системот, меѓутоа и наша обврска, треба да си помогнеме меѓу себе за да си овозможиме повеќе простор и повеќе работа. Значи, се разбира, оној пример со плоштадот на кој половината е на кафана, а другата половина е за слободно движење на пешаците, е една слика која треба постојано да имаме на ум и да кажеме не, извинете, не е баш вака. Треба ова и ова, да го артикулираме нашето барање. И на крајот на краиштата, тогаш кога не можеме да го артикулираме нашето незадоволство или барање, ние како граѓанки и граѓани имаме право, верувајте, имаме право, да кажеме дека не сме задоволни и да не знаеме што е тоа. Имаме право да не знаеме што не ни се допаѓа, а сепак да бидеме незадоволни и да бараме некој да промени. Тие што се поумни и тие што ги имаат алатките за управување со системот, имаат обврска тоа да го канализираат, да го артикулираат, да го разберат и да го спроведат. Затоа што тоа е и нивна одговорност, која, впрочем, е јавна. Јавната одговорност е секако една од најважните компоненти на која се инсистира во оваа граѓанска повелба. И се разбира во безбројни други документи кои се дел и од нашиот устав, Уставот на Република Македонија, дел се од законската регулатива, но исто така се дел и од меѓународното право, чии носители се меѓународните институции, а нивните правни норми на меѓународно ниво и ние сме ги ратификувале во најголем дел во нашето општество, односно
во парламентот на Република Македонија. Тоа значи дека имаме доволно услови, имаме доволно основа, само треба да се помрднеме и да го бараме просторот за граѓанско дејствување назад. Односно, само на тој начин можеме да одиме напред. Ви благодарам.